أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Благодарноста му припаѓа на Allah subhanahu wa ta'ala, нека е салават и селам на неговиот пратеник, на неговиот миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, неговата честна фамилија, неговите асхаби, сите оние кои што го следеле, го следат и ќе го следат патот на Куранот и Суннетот, па се до судниот ден. Почитувани браќа и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Добро дојдовте во петтото предавање од областа фик. Во ова предавање ќе станува збор за врстите на водите пред се, за какви врсти на води станува збор, ќе видиме во предавањето. И иншаллаху таала устоа ќе спомнеме кодекс, адаби и прописи во прилика кога обавуваме физиолошки потреби. После говорот за чистотата и врстите на чистотата, во ова поглавје иншаллаху таала ќе ги обработиме прописите што се поврзани за водата. Значи, пред самата нова лекција која што почнуваме, да се подсетиме дека постои, рековме во минатото предавање, стварна и правна врста на чистота. Стварната чистота подразбира одстранување на нечистотија која ја гледаме на телото, на облеката или на местото каде што клањаме. А правната чистота се однесува на состојбата на телото. Значи, таа состојба не е видлива и се поврзува за како да кажеме, за човекот, за неговата духовна припрема за едно обредословие кое треба да го изврши. Например, ако двајца, стојат еден спроти друг, едниот е, да кажеме, џунуп, а другиот не е. Тоа нам не ни е видливо и ние не го познаваме, не ја познаваме нивната состојба, освен ако тие нам не ни кажат, тие нам не известат. Истото е и за абдест. Рековме, имаме неколку врсти на вода во исламот, што е многу важно да ги познаваме врстите на водата, затоа што водата нам ни е потребна, почитувани мои, за капење, за абдес, за отстранување на нечистотија. Ние не можеме да користиме нечиста вода за чистење, па е потребно да ја распознаваме чистата од нечистата вода. Голем број на исламски правници сметат дека постојат три врсти на вода, а ние го преферираме мислењето кое е потврдено нормално со валидни докази дека постојат две. Првата врста е чиста и вода која што се чисти со неа. Значи, водата која ги задржала својствата со кои Allah subhanahu wa ta'ala ја створил. Таа е чиста и чистеќа. Значи, со неа може да се чистиме. Значи, таа е чиста и чистеќа е и се користи за земање на абдест, нормално за гусул и за отстранување на нечистотија. Тоа ќе кажеме пример е водата од чешма, вода од бунар, вода од река, исто така имаме и едно место каде што се складира, да кажеме, и вода која што паѓа од небото. Има и такви места кои што луѓе ја складираат водата која што паѓа од небото, и таквата вода е чиста
нечиста и со неа може да се очистеме. Имаме втора врста, тоа е нечиста вода. Таквата вода променила едно од трите основни својства, тоа е вкусот, мирисот или бојата поради присуство на нечистотија. Сега, чиста вода, кажува Аллах субханеху ва таала, и ние од небото чиста вода спуштаме. Сура Ал-Фуркан 48 ајет. Значи чиста вода е она која што останала во својата природна состојба, тоест не ги променила својствата, како што е водата од чешма, бунар, река или пример снег кој се стопи, и тоа нешто е еден пример за чиста вода. Се пренесува, сега ќе спомнеме за нечистата вода уствари, се пренесува од Ебу Умаме Ел-Бахили ради Аллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол: навистина водата не може ништо да ја онечисти освен она што ќе го надвладае незиниот мирис, вкус и боја. Значи, овој хадис го бележи Ибн Маџе и голем број на хадиски експерти го оценил овај хадис како слаб, како даив. Постапувањето према значењето на овој хадис е исправно према консензус на учењаците, како тоа го спомнал и Ибнул Мунзир. Ако водата промени едно од овие својства, почитувани мои, поради присуство на нечистотија, постанува нечиста и не е погодна за употреба во ибадет. Морска вода нормално спаѓа во чиста вода. Спомнато е тоа во веродостоен хадис, каде што Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем кажува: неговата вода е чиста, значи се однесува на морето. Без обзир на тоа што водата е солена, значи таа е чиста затоа што, како што спомнавме на почетокот, Аллах така природно ја створил. Се што е така природно створено, сега да кажеме морската вода е солена, таа е чиста. Истото важи и за минерална вода од извор, почитувани мои. Таа има посебен вкус, ама е чиста. Зошто? Зошто така е створена. Можеме да заклучиме дека познавањето на оваа тема е клучно за секој еден муслиман, како би можел правилно да обави абдест, да изврши абдест, гусул или да отстрани нечистотија од себе. Чистата вода во основа и неа можеме да ја користиме за сите ибадети, додека нечистата не е исправно нормално да ја користиме за постигнување на правна чистота, нити за отстранување на стварна нечистотија. Сега имаме промена на својствата на водата. Кога водата ќе промени едно од три својства, како што е, нели рековме, вкус, мирис или боја, може да дојде во две состојби. Првата е промена со нешто што е чисто. Ако водата го промени едно од трите својства со нешто што е чисто, таквата вода, почитувани мои, го губи статусот на вода и постанува она во што се претворила, например, чај, сок и така натака. Значи, таквата вода повеќе не е чистејќа, со неа не можеме ние да се чистиме и не може да се користи нити за абдест, нити за гусул. И второ, имаме сега промена на водата со нешто што е нечисто. Прво рековме промена со нешто што е чисто, ја променила, нели, се променила водата со нешто што е чисто, сме ставиле во нормална чаша вода, еден филтер чај и променило, нели, вкус, променило боја. Сега оде промена на водата со нешто што е нечисто. Ако водата промени едно од трите својства со нешто што е нечисто, постанува нормално нечиста и не е погодна нити за пиење, нити за ибадет, нити за отстранување на нечистотија. Пример, водата, нели, кој ќе ја промени бојата поради додавање, да кажеме, човечки измет или мокрајќа, или да кажеме измет исто од животни чие месо не е дозволено да се конзумира, да се јаде. Еден заклучок за врстите на вода, нели, имаме две врсти на вода, чиста и вода која што можеме да се чистиме, чистејќа вода.
нормално таа останала во својата природна состојба, онака како што Аллах ја створил, без промена на својствата со нешто нечисто или чисто. И имаме нечиста вода, променила една од трите основни својства, дали тоа вкус, мирис или боја, небитно, поради присуство на нешто што е нечисто. Ова правило е лесно да се запамти и да се примени во секојдневниот живот. Имаме сега поглавје за садеви, нели? Садеви. Да кажеме тањири, чаши, така натака. Сите садеви во основа се чисти, освен ако имаме јасен доказ дека се направени од нечисто, од нешто што е нечисто, или во нив да се наоѓа нешто што е нечисто. Аллах субханаху ва таала кажува: Он за вас се што постои на земјата створи. Сура Ел-Бекара 29 ајет. Значи, садевите кои секојдневно ги користиме, како што е тањир, тепсија и слично, се сметаат за чисти, освен ако постои доказ дека се нечисти. Имаме измеѓу останатото и забрана за употреба на златни и сребрени садеви. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем забранил употреба на златни и сребрени садеви за јадење и пиење. Па рекол: немојте да пиете од златни или сребрени садеви и немојте да јадете од тањири направени од злато и сребро. Тие се за неверниците на дуњалукот, а за нас на ахиретот. Ова е хадис кој го бележи Бухари и Муслим, ова е веродостоен хадис. Учењаците се разединуваат во тоа дали е забранета секоја употреба на златни и сребрени садеви или само за јадење и пиење. Мислење, значи, кое се заснова на тоа дека е забрането нивното користење само за јадење и пиење, се потпира на ова надворешно значење на хадисот, каде пратеникот салаллаху алейхи ве селем не ја забранил секоја употреба на таквите садеви, туку специфично наведил што рекол за јадење и пиење. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем кажува во веродостоен хадис исто кој го бележи Муслим: онај кој пие од сребрен сад, нели, внесува џехеннемски огон во својот стомак. Иако, значи, примарната забрана, примарна забраната за употреба на ваквиот сад, што е поврзано нормално за јадење и пиење, исламските учењаци препорачуваат да се избегнува било каква употреба на златни и сребрени садеви, како би се избегнале последиците наведени во хадисот. Имам исто така пропис поврзан за садевите на луѓето кои што не се муслимани. Во време на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем луѓето користеле садеви од немуслимани. Во текот на патувањето и престојувањето помеѓу немуслимани, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем ги користел нивните садеви и поминувал нормално преку нивните населби, често би му носеле вода, нели? Често би му носеле вода и тие садеви, нели? Па со тоа дали е дозволено сега, постанува прашање, да користиме садеви на немуслимани, затоа што може да ги користат за што? Конзумација на алкохол или свинско. Исламските учењаци кажуваат дека садевите на немуслиманите се чисти, се додека на него, на садот, нели, не видиме трагови од нечистотијата или дознаеме дека е користено за нешто нечисто. Во случај да е користено за недозволени работи, нам ни е обврска да го испереме пред употреба. Ако е направен тој сад од нечист материјал, како што е свинска кожа, да речеме, таквиот сад не може да се користи затоа што сам по себе е нечист, направен од свинска кожа. Сега се поставува прашање
за користење на кожа на животните. Садевите од кожа биле чести во минатото, почитувани мои, па и нивното користење правно се гледало, значи како сега треба да се користи. Исламските учењаци го поделиле да кажеме користењето на кожа во три категории. Прва категорија имаме животни кои што се заклани и чие месо е дозволено да се јаде. Че кожата на таквите животни е чиста и може да се користи без потреба за да се уштави. Второ, имаме животни кои е дозволено да се јади, но тие животни погинале. Значи, кожата на таквите животни е нечиста се додека не се уштави кожата. Откако ќе се уштави, постанува чиста и може да се користи. И трето, имаме животни кои што не се забранети за јадење. Значи, кожа на животни, како што е свинската кожа, никогаш не може да постане чиста, па дури и да ја штавуваме и да ја правиме, затоа што телото на свињата во основа е нечисто. За животните како што е лав или леопард, кои не е дозволено нормално да ги јадеме, но тие не се нечисти, учењаците тука се разденуваат во тоа, може ли нивната кожа да постане чиста со штавење или не може да постане чиста. Сега, по продолжение ќе спомнеме кодекс, адаби и прописи во прилика на обавување на физиолошка потреба. Откако што го представивме статусот на користење на вода од садови, сега преминуваме на што? Преминуваме на прописи поврзани за обавување на физиолошка потреба. Ова е од една голема важност, затоа што мораме да бидеме чисти како би обавиле намаз и останатите ибадети. Обавезно е чистење после нужда. Чистењето после физиолошка потреба е строга обавеза, строга обврска. Нажалост, присутна е појава, почитувани мои, посебно помеѓу мажите, да се изоставува чистењето после мокрење или дури и, нажалост, од голема физиолошка потреба. Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи ве селем, во веродостоен хадис спомнал дека луѓе се казнуваат во кабурот само затоа што не се чувале и не се чистеле од што? Од мокрење или после мала нужда. Ние ќе спомнеме неколку видови на чистење. Во основа е дека луѓето после физиолошка потреба се чистат нормално со вода, било да е тоа збор за мала или за голема нужда нормално. Личноста може да се очисти со тврд, чист предмет, како што е камен, кора од дрво или крпа. Во веродостоен хадис кој го бележи Несаи од Аиша радијаллаху анха, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: кога некој од вас оде да изврши физиолошка потреба, нека понесе 3 камења и со нив нека се очисти. Битно е да напоменеме дека предметите кои што се користат за чистење мора да бидат и тие самите да бидат чисти и да имаат можност да ја отстранат нечистотијата. Например, стаклото, да кажеме, е глатко и не може да ја отстрани нечистотијата од телото. Практичен совет или практични совети исто така поврзани за обавување на физиолошка потреба. Чистење после мала и голема нужда им ја обврска и на мажите и на жените. Дозволено е чистење да се чистиме да се користи кога се чистиме нормално со тоалет папир, али вика потребно е минимално 3 потирања. 3 потирања. Потребно е минимално 3 потирања. Сега, ако нечистотијата не е отстранета, дали ние ќе се задоволиме со само тие 3 потирања? Не. Треба да продолжиме се додека нечистотијата потполно не се отстрани.
Во прилика на чистење на облеката или телото, доволно е да се очисти само делот кој е допрен од нечистотија, без потреба за перење нормално на целото тело или облеката. Исто така имаме начини на чистење, анализирајќи ги хадисите на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, можеме да кажеме дека во исламот постојат два начини на чистење после извршување на голема или мала нужда, со вода и цврсти предмети. Со вода и со цврсти предмети. Кога станува збор за чистење со вода, во веродостоен хадис кој го бележи имам Бухари и Муслим од Енес ибн Малик радијаллаху анху, стои дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем одел да обавува, да извршува физиолошка потреба, па јас вика заедно со еден како да го наречам, еден младич, му носевме вода со која би се очистил. Откако што би извршил нужда, би се очистил со вода. Значи, овој хадис нам јасно ни укажува на важноста на чистење со вода после нужда. Имаме чистење со цврсти предмети, тоа е втор начин на чистење со цврсти предмети, како што е, например, камен, рековме кора од дрво или крпа, а во денешно време нормално имаме тоалет папир и ова е дозволено дури и ако имаме вода, достапна вода имаме, под услов да се отстранат трагите на нечистотијата. Значи, имаме и вода и тоалет папир. Сега човекот има и вода и тоалет папир, што сега тој може да направи? Може да искористи и тоалет папир и вода, а може да искористи, иако присутна е вода до него, може да искористи само тоалет папир, но имаме услов. Условот е да се отстранат траговите од нечистотијата. Исламските учењаци нагласуваат дека чистењето со нешто што, да кажеме, не е вода, мора да се направи со најмалку 3 потирања, како што се наведува во хадисот, кога некој ќе се чисти после физиолошка потреба со нешто тврдо, нека тоа го направи нека тоа го направи во непарен број. Хадисот е сахих, го бележат двајцата Бухари и Муслим, што значи 3, 5 или повеќе пати само да биде непарен број и се чистиме онолку колку што би се отстраниле траговите на нечистотијата. Во прилика на отстранување на нечистотијата од голема нужда, со суви предмети или со папир кога се чистиме, во шеријатот се толерира мал траг на нечистотија кој е тешко или неможно на таков начин потполно да се отстрани. За некого може би ова е сега чудно, но да, шеријатот толерира мал траг на нечистотија кој е тешко или неможно на ваков начин потполно да се отстрани. Да кажеме, само со тоалет папир се толерира, ако човек има тоалет папир, се толерира мал траг на нечистотија во шеријатот кој е тешко со тоалет папир да се отстрани или неможно е на таков начин да се отстрани потполно. Имаме нормално чистење на телото или облеката. Ако нечистотијата допре на телото или облеката, доволно е, рековме, да го очистиме само тој дел. Например, ако нечистотијата е на ракавот, не е потребно да го переме или да ја переме цела кошула, цела фанела, небитно што, туку само ракавот ќе го испериме. Исто правило важи и за телото и местото на кое што се обавува молитва. Имаме убаво однесување во тоалет. Чи престојувањето во тоалет нормално е секојдневна потреба, па важно е да ги познаваме исламските прописи и адаби поврзани за тоа. Нормално прво изговарање на бисмилла пред да се влезе во тоалет. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: засторот измеѓу стидните делови на човекот и погледот на џиновите е изговарањето на бисмилла пред влегување во тоалет. Овој хадис во бележи Тирмизи е хасен.
Чи овој хадис нам ни укажува на важноста на спомнување на Аллаховото име, како би се човекот заштитил од џинни и шејтани. Второ, учење дова пред влегување во тоалет. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем ја препорачал довата: Аллахуме инни еуду бике минел хубуси вел хабаис. Значи, Господару мој, кај тебе барам заштита од злите џини и шејтани. Можно е различито да се изговара зборот, нели, хубус или хубуси со сукун на или нели со сукун или со дамма на крај, нормално. Трето, имаме влез со лева нога и излез од тоалет со десна нога. Препорачано е нормално во тоалет да се влегува со лева нога, а да се излегува со десна. Четврто, да избегнуваме мокрење стоејќи. Се препорачува да, кога извршуваме мала нужда, тоа да го правиме во седечка или клекната положба, како би се спречило прскање на мокрајќата на телото или облеката. Мокрењето стоејќи е дозволено само ако постои што? Сигурност дека мокрајќата нема да допре или да досегне, нели, на телото или облеката. Нели, да бидеш сигурен дека нема да се испрскаш. Пето, оддалечување од луѓето и нивните погледи. Во прилика кога човекот обавува нужда, потребно е да се отстрани, да се оддалечи од луѓето, како би се сокрил и би ги сокрил стидните делови на своето тело. Шесто, избегнување да ги вознемируваме другите. Према веродостоен хадис, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: чувајте се од постапките кои вам можат да ви донесат проклетство. Кога го прашале асхабите на што се однесува ова нешто, пратеникот салаллаху алейхи ве селем одговорил: чувајте се од извршување физиолошка потреба на патеви каде што луѓето одат или во ладовини каде што луѓето одмараат. На основа на овој хадис, исламските учењаци заклучили дека е забрането да се обавува физиолошка потреба на места каде што би можело да дојде до вознемирување на луѓето, како што е тоа, нели, пазари, патеви, пролази или некои места што се за одмор. Верникот треба да бира нормално некое место кое му одговара за тоа нешто, како не би предизвикал неубаво нешто кај луѓето. Седмо, имаме избегнување на обавување физиолошка потреба во вода која стои. Према веродостоен хадис, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем забранил обавување на нужда во вода која стои. Тоа го уклучува, нели, водите како што, пример, имаме езеро, имаме бара, имаме бунар или имаме некој резервоар со вода. Во вакво нешто Мухаммед салаллаху алейхи ве селем забранил да се извршува било каква нужда, дали тоа мала или голема. Тоа момент. Забрането е да извршуваме нормално физиолошка потреба на места каде што се капиме, како би спречиле да се дојде до нечистотија на телото, да го онечистиме телото, дури и каде што имаме туш кабини или кади во кои мокрајќата, да кажеме, одма истекува и не се задржува на местото на мокрење. Не е забрането да се мокриме нормално пред туширање во место каде што истекува водата. Осмо, користење на лева рака за чистење. Према хадисот кој го бележи Бухари и Муслим, забрането е да се чистиме или да се чистиме после физиолошка потреба со десна рака и да го допираме својот сполни орган со десна рака. Десната рака се користи за чисти и племенити работи, а левата рака се користи за чистење и отстранување на нечистотија. Девето, имаме
вртење према Кабе, пратеникот салаллаху алейхи ве селем забранил да се вртиме со градите или со грбот во смерот на кибла во прилика на извршување на нужда. Хадисот за тоа го бележи Бухари и Муслим и се препорачува да се вртиме лево или десно од правецот на кибла, и ова правило првенствено се однесува на извршување на физиолошка потреба на отворено, додека исламските учењаци имаат различни ставови во тоа, кога станува збор за затворени простори, но би било најдобро тоа да се избегнува. 10 имаме изговарање на дова пред да влеземе во тоалет. Рековме бисмилла, Аллахуме инни ауду бике минел хубаси вал хабаис, во името на Аллах барам заштита или ти се приклонувам тебе од злото на джините и шејтаните. Нели се приклонуваме кон Аллах од злото на джините и шејтаните, и откако ќе излеземе од тоалет кажуваме Гуфранек, значи молиме за твој опрост, Господару. Имаме вродена својства на секој човек, тоа е фитра. Човекот треба да се брини, тоа е да се грижи, халалите, за своето тело и личната хигиена пред се. Према веродостоен хадис кој го бележи Бухари и Муслим, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: 5 работи се од фитрата. Рекол обрезување, човекот се обрезе, одстранување на стидните влакна или бричање на стидните влакна, скратување на брковите, сечење на ноктите и вадење на влакната под пазувите или одстранување на влакната под пазувите. Во хадисот е дојдено, нели, тргање на влакната под пазувите, да се истргат. Пуштањето на брада и скратувањето на брковите. Во многу хадиси Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем им наредил на мажите да пуштаат брада и да ги скратуваат брковите и кратат брковите. Поголемиот број на учењаци сметаат дека кратењето на брковите е суднет, а пуштањето на брадата е ваџиб. Дел учењаци сметаат дека брковите, нели, е дозволено и да се бричат. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем наредил пуштање на брада и скратување на бркови. Према консензус на исламските учењаци, како што наведува Ибн Хазм, бричењето на брадата е забрането. Пуштањето на брадата се смета за обавеза кај мажите на основа нормално на јасни хадиси. Ханефиски мезхеб смета дека е дозволено да се скратува брадата на должина од шаката, ама не и помалу од тоа. Но не и помалу од тоа. Брковите, викат, не се бричат, туку се подскратуваат, нели? Со што се придодава нормално и внимание на уредноста и хигиената на лицето. Пазите добро, ханефиски мезхеб, рековме, смета дозволено да се скрати брадата на должина од шаката, но не помалку од тоа. Но, за жал, на нашите простори на Балканот, во, пример ќе земеме Македонија, скоро сите оние кои што се припишуваат на ханефиски мезхеб и имаат улога на имами, никој не носи брада. Скоро, реков скоро, не сите, ама скоро. Имаме употреба исто така на мисвак. Користењето, почитувани мој, на мисвак е суннет и е препорачано во многу хадиси, затоа што допринесува на хигиената на устната шуплина и со тоа го стекнуваме Аллаховото задоволство. Во хадисот кој го бележи имам Несаи се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: мисвакот ја чисти устата и со него се стекнува задоволството на Господарот. Мисвакот се препорачува да се користи во сите прилики. Пред абдест и намаз. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: да не се плашам дека ќе им отежнувам на својот умет, би им наредил да се користат нормално, да користат мисвак пред секој намаз.
после будење од сон. Прва работа која пратеникот салаллаху алейхи ве селем ја правил откако ќе се разбудил, би била чистење на зъбите со мисвак. Исто така имаме откако ќе се вратиме дома, да ги очистиме зъбите со мисвак. Кога пратеникот салаллаху алейхи ве селем би влегувал дома, би користел исто така мисвак. Во денешно време, аналогно на мисвакот, или користењето на мисвак, пофално е и користење на четки за зъби, затоа што со тоа постигнуваме она со што е пропишано, нели, користењето на мисвакот, да се очистат зъбите, да се очисти таа устна шуплина, како што се прави и со мисвакот. Кратење на ногти. Кратењето на ногти е нормално дел од нашата лична хигиена. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем поставил граница, почитувани мои, од 40 дена за кратење на ногтите и отстранување на влакната под пазувите. Пуштање на ногти подолго од 40 дена се смета за опонашање на лоши личности и зверови. Отстранување на, рековме, влакна под пазувите, во хадис кој го бележи Бухари и Муслим, пратеникот салаллаху алейхи ве селем препорачува да се тргаат влакната под пазувите, со што додатно се води нормално рачун за личната хигиена. И исламските учењаци истакнуваат дека отстранувањето, нели, тоа тргање на влакната е близу до суннетот, но е исто така дозволено и бричење или отстранување на било кој друг начин со кој што се нормално постигнува посакуваниот цел, да се отстрана, нели, влакната под пазувите. Исто така отстранување на влакна од стидните делови на телото. Отстранувањето на влакната од стидните делови на телото се смета за обавезно и дел е од хигиената која што е пропишана во шеријатот. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем нагласил за важноста на овие постапки. Нормално ги спомнал во цитираниот хадис кој што го цитиравме, нели, како е вродено ова нешто во својствата на човекот, нели? Ова е фитра. Имаме пропис за обрезување или сунетење. Обрезувањето или сунетењето е едно од вродените својства, значи тоа е дел од фитрата, каде што и го спомнавме хадисот на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем. Оваа пракса длабоко е вкоренета во исламската традиција и има значајна верска, хигиенска и медицинска вредност. Имаме прописи кои што се поврзани за обрезување на мажите. Прво, ова нешто е обавеза за мажите. Поголемиот број на исламски учењаци сметаат дека обрезувањето или сунетењето на мажите е обавезно на основа на веродостојни хадиси, како што е оне во кој пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол на оне муслиман кој примил, што току примил ислам, да се како да кажеме, му рекол како да го поточно да го дефинираме овој хадис, му рекол избричи ја неверничката коса и обрези се или сунети се. Пошто хадисот е пред мене на босански, па затоа некој пати ми треба време да го преведиме. Овај хадис го бележи Абу Давуд, почитувани мој, а Шех Албани рахимахуллах кажува дека е хасен. Ова нешто го рекол Мухамед салаллаху алейхи ве селем во императивна или во наредна форма и ова нешто укажува на обавезност на ваквата постапка нормално за мажите, халалите. Времето на обрезување, кога треба да се обрезиме? Најпожелно е
образувањето, тоа сунетење да се изврши во раното детство, но обврската настапува со полнолетството, затоа што мажот тогај постанува одговорен за хигиената и исправноста на ибадетот како што е намазот. И трето, имаме од сунетењето хигиенска и медицинска корист. Обрезувањето нормално го олеснува одржувањето на личната хигиена пред се, посебно после мокрење, и има исто така бројни здравствени користи кои што се потврдени со модерната медицина. Иншаллаху таала, ние ќе застанеме вечерва овде и ова ќе биде крај на нашето 5-то предавање, па иншаллаху таала во следниот дерс, во следното предавање ќе продолжиме со следната тема. Аллах субханаху ва таала да ве награди, Аллах да ви подари секој хајр. Субханак Аллахума ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля астагфирука ва атубу илейх.